Здраво дечки, оде горе Свит и тука сме со Димитар, кој е еден од добитниците на giveaway-от. Здраво на сите, јас сум Димитар, живеам во Гостивар, како што кажа горе, јас сум еден од добитниците на неговиот giveaway. Која ти беше главна цел на соработката? Главна цел на соработката ми беше да зголемам пред се мојата енергија, односно да се чувствувам подобро, како второ да зголемам и силата, и тоа би било главното што сакав да го постигнам. Ти кога аплицираш за giveaway-от имаш пишано дека претходно си имал проблеми со тестостеронот и ако можеш да кажеш дали од кога соработувавме, кога се водеше по планот, дали осети некаков напредок во врска со тестостеронот? Да, прво имав проблем во однос, силата ми беше намалена, енергијата ми беше намалена и откако соработував со тебе, да, приметив разлики во однос, имав повеќе сила, повеќе енергија и општо повеќе волја. Дали би рекол дека за овој месец ги постигна очекуваните резултати? Јас би рекол дека да, ги постигнав очекуваните резултати, ја постигнав таа цел што имав уште на сам старт. Дали мислиш дека доби доволно информации во текот на процесот, доволно инструкции? Како се чувствуваше, само објасни тој период? Да, се чувствував топ и дефинитивно добивав доволно информации. Уште од сам почеток се слушаме скоро секој ден и ми помагаше ни целиот процес, ни целиот тек. Иако понатака поретко се слушаме, но доволно информации беше за јас како што треба да продолжам, а во однос инструкциите беа јасни, едноставни, лесно за разбирање. Според тебе, колку беше посветен на самата програма процентуално? Според мене, процентуално бев посветен околу 90%, бидејќи, ќе бидам искрен, имаше и некои денови каде што не бев по планот како што треба, имаше некои денови каде што имам пропуштено и затоа можам да проценам околу 90%. Добро, тоа е нормално, никој не е 100% посветен, николку да сака, не може секој да биде скроз максимално, особено на нешто ново. Тоа е недостижливо. Кој би рекол дека се најголемите бенефити на овој начин на живот, на тренинг, на исхрана? Најголеми бенефити според мене би биле подобар сон, подобар менталитет, поголема енергија, поголем фокус во текот на денот кога извршувам некои работи. Тие се емни, ама би кажал дека се најдобри од повеќето. Дали ваквиот начин да живот ти представуваше некаков вид на мак? Имав доверба дека ќе ја постигнам мојата цел и затоа не ми представуваше воопшто мака, ми представуваше задоволство да бидам на тоа, бидејќи како што одеа деновите ја забележував разлики веднаш. Дали би го препорачал менторство на некој друг и што би им кажал на некој што се двоуми за менторство, што има некаков страв или нешто такво? Јас би препорачал на секому да биде на менторство, ама ова важи само за тие што се сериозни и стварно посветени за да се променат себе си. И многу се олеснува целиот процес кога имаш некој ментор како тебе или општо некој ментор што е покрај тебе со секој чекор, што ти кажува информации, што те развива како човек едноставно. Јас би им кажал на сите што се двоумат за менторството е бидејќи стварно вреди, ама само доколку и менторот е добар ментор, и ако менторот има доволно знаење што би ти помогнало, само во тој случај. Дали сметаш дека вежбите беа соодветни за твојата цел? Дали сметаш дека ти помогна во развојот? Вежбите сметам дека ми помогна во мојот развој, бидејќи искрено ќе кажам, јас мислев дека сум напреден во вежбите, ама видов дека стварно има некои техники, има некои мали работи што треба да се променат во формата, што треба да се промена во начинот на што ги правиш вежбите за стварно да добиеш поголем стимуланс на мускул и да се постигне подобра форма, нормално. Дали осети разлика во силата во теретана? Да, осетив разлика. Највеќе осетив разлика во повторувањата. Јас големив килажата на сите вежби што ги правев. Најкарактеристична разлика да кажам беше во однос на дипс и во однос на згибови. Дипс накачив од 10 повторувања на телесна тежина до 12 со додатно 10 килограми, а згибови накачив од само 2 до 6 згибови. Тоа е се за денеска. Јас и Димитар ќе се станеме во контакт и после тоа веќе сме во контакт и само да ви кажам дека очекувам и од вас повеќе да се заинтересирате за менторството. Овој процес ме научи мене дека како ментор треба да сум многу поангажиран, дека прогресот на клиентот исто така зависи од залагањето на самиот ментор. Дека не е доволно само да му дадеш на клиентот еден план,
и да очекуваш он да следи се по него, туку колку и ти ќе се трудиш твојот клиент да постигне нешто, толку и самиот клиент ќе напредне. Да се надоврзам и на тоа горе што рече, беше тотално во право, но највише ќе зависи од вас дали вие ќе се нафатите и дали вие ќе бидете сериозни во сето ова. Ви го препорачувам Гораз да продолжите да го следите и низ неговиот процес. И така е, дечки, се слушаме во друго видео. Поздрав! Поздрав до сите и до наредно видео. Чао, чао!